Македонскиот пианист и национален уметник на Републиката, светски познатиот маестро Симон Трпчевски и познатиот македонски писател за деца и млади Горијан Петревски, дел од отворањето на програмата за одбележување на 2 април, Меѓународниот ден на литературата за деца. Годинешново издание на проектот кој под наслов Славење на Меѓународниот ден на литературата за деца, договорувањето со книгите ни е песна, фестивал на децата, книгите и музиката, започна со овие два исклучително значајни ликови, Трпчевски и Петревски, кои заедно со организаторите, библиотеката Искра, во мултикултурниот центар направија спој помеѓу музиката и пишаниот збор, преку литературната средба насловена Љубовта кон зборот и музиката остава трајни вредности во културата. Пред присутната публика, маестро Трпчевски се наврати на своите почетоци во музиката, на важноста на негувањето на македонскиот јазик и литература, но и на романот Сама на авторот Горијан Петревски, чија инспирација му е токму пианистот Трпчевски. Тој го изрази задоволството да присуствува на една ваква средба и одбележување на значаен ден за децата и учениците, посебно што е гостин заедно со писателот Горијан Петревски. Горијан Петревски, или Чичко Горијан, како што јас него го нарекувам, ме знае уште од дете. Тој беше првиот човек кој што го направи, да речем, првото интервју со мене за тогашната детска емисија Скоп Стоп за радио телевизија Скопје и мислам дека е евидентен неговиот талент за препознавање на способностите кај децата, особено да кажам, и тоа беше случајот и со мене, но мислам дека е уште поголема карактеристична црта за неговата личност тоа што тој знае да се изрази на соодветен начин и тоа да го покаже на многу природен начин, би рекол, спрема луѓето без разлика на возраста и од тогаш токму заради таа природна димензија во нашата врска сето тоа одеше на многу човечки начин низ текот на животот. Навистина сум среќен што можев да придонесам во чествувањето на денот на Меѓународниот ден за литературата за деца, токму во организација на библиотеката Искра, во еден ваков прекрасен питом град како што е Кочани, од каде што имам навистина прекрасни спомени, каде што беше еден од последните мои концерти низ Македонија, од Домот на културата, кога салата беше преполнета од луѓе кои што ја почитуваат класичната музика, во еден многу убав природен дух, би рекол. Се надевам дека ова ќе продолжи да биде традиција за писменоста на младите генерации, токму како што се водени од луѓе кои што се вработени овде. На литературната средба беа истакнати моменти од романот Сама, едно од најдобрите остварувања на македонскиот писател Горијан Петревски, во кој авторот го отсликува секојдневието на младиот човек, кој во современото изопачено општество се соочува со лага, лицемерие и зло. Авторот Петревски, главниот лик во делото, го поистоветува со македонскиот пианист Симон Трпчевски, кој воедно е главна инспирација за ова дело. Во Кочани навистина не очекувам поинаква средба. Прекрасна средба, прекрасно дружење. Кога сме заедно со Симон Трпчевски, нашето настапување е спонтано. Ние се познаваме многу одамне, аз го познавам од најмала возраст и навистина мислам дека спонтаноста е она која може и мене како писател да ме доближи до читателите, но и него како врвен пианист кој го освојува не само нашиот простор, но го освои целиот свет. Вакви средби се навистина добре дојдени и во помалите места, затоа што говорот на музиката, говорот на литературата е мощна речит и треба на најдобар можен начин сето тоа да се исползува. Библиотеката Искра во Кочани е навистина секогаш подготвена да прави вакви средби, а добро е што и општина Кочани се придружува кон овие манифестации, па така доживувањето е целосно. Романот Сама му е посветен на Симон Трпчевски, а
главниот машки лик Симеон Георгиев асоцира на него. Тоа е приказна која е со години наназад прифатена од младите, ја сакаат, ја читаат, а поголема награда за еден автор нема од тоа она што го напишал да биде прифатено од читателите, зашто ако не помине кај читателите, залудно е пишувана книгата, залудно бил трудот. На двајцата почесни гости на настанот, директорот на библиотеката Коце Стојменов им додели благодарници за учество и посебен придонес во манифестацијата, а присутните ги поздрави градоначалникот Николчо Илиев. За уметничкиот дел беа задолжени Јован Филипов и Љупка Јорданова, ученици во Основното музичко училиште Ристо Јоруков. Трпчевски на крајот, откако ги почести присутните со изведба на клавирот, го посети и Основното музичко училиште Ристо Јоруков. Програмата за одбележување на 2 април, Меѓународниот ден на литературата за деца, продолжува и во наредните денови. На 31 март е закажана литературна средба и промоција. Ги сознаваме најубавите шеговити приказни гатанки и поворки, запишани од Марко Цепенков, со писателот Васил Мокаитов и уредник Татјана Димовска-Атанасова, преку онлайн платформа со учениците од основните училишта од Кочани.